Овозможено од Good Nature Energo C, чај за будење на сите ваши сетила. Во финалето беше многу интересно, пошто ја не ја разбрав стратегијава на украинциве. Они идеа на стратегија кој ќе бидат у клинч да ја бутне Дани доле. Добро. А сепак е Дани за незе, ја мислам и сега тврдам дека е многу повисок левел од украинката на тој дел сегмент. Во смисла кој ќе се И бутна доле. автоматски они дојдоа кај нас дом. Која фати за нога да ја бутне, она ја врза горе направи триаголник. Од некоја среќа и несреќа и се заглави раката унатре на Дани. Па кога направи триаголник беше 5 пати појак. Добро, тоа не можеме да го разбереме, ние другиот ден дома, баш дома пиеме кафе по пижами, седиме, вика како ја задавив, не ми текнува се. Оди доле, одма легнувам по пижами, доле ставаме раката, да видиме, да го провериме. И тој момент и стварно поголемо гуше има на тоа. Да, не знаев дали е ради ударите или е запатот. И кога заврши борбата, дури јас се збунив. не знаеш. И гледам вака само и падна рацете и падна гумата и ја викам сега што се случи, тоа е секунда, да. И судијата рипна. Ама ето таа што да знам, паника, адреналин, не го приметивме тој момент. И тренерите беа збунети да знаеш што се случува. Кога дојдовме дома, ја пуштивме борбата, ја гледавме и видовме дека ствари ете ненамерно раката што ми се заглавила помеѓу запатот го направила уште потесно удавењето. Така да интересен, не знам, многу убаво искуство. Фактички на некој начин погрешна тактика одбрале. Не, погрешно. Гледа ние што направивме. Например, 2 дена пред да се бори, бевме у Нови Сад, Белград, Нови Сад е сат и нешто возење. Кај нашиот пријател Немања Милошевиќ, он моментално важи за еден од најдобрите тренери, не на балконот, типу широко, е моментално Александар Ракич од УФЦ, иде да вежба кај Немања Нови Сад. Отидовме таму, направи еден лесен тренинг, колку знаеш, ден-два дена да те држи тоа што се вика ментално. Исто така петокот кога победи, Стефан дојде пак се врати у Белград, па запаливме главата, пак од Белград дојдовме у Нови Сад, пак направивме уште едно таму мини лево, па се вративме назад и сабота да беше финалната борба. Значи, јас сум паметен, гледам, он е паметен, гледа, ама ние пак ќе отидеме да си прашаме некој уште по паметен, да ни каже до кај сме како. Пошто кај нас македонциве сите сме паметни. Јас сум најпаметен, да. Ти не си попаметен од мене, ние не го гледаме така. Отидовме таму, иако возевме пак на така навеку 1 сат и нешто. И добро беше затоа што и она ментално беше на повисок левел. Ја и кажувам вака, Стефан и кажува, Немања и кажува вака. И се она влегува баш со еден, како да кажам, концепт у главата, као, чека, овие вака ми викаат, можам да победам. Си, знаеш, затворено во некаков карантина, како изгледа тоа? Кај спиете, пример? Не, спиеме у соба, значи класика. Сами се организирате тоа? Сами. Така? Сами у Ташкент го бевме на светско, тројца бевме. Сами си се организираме, сами си правиме тренинзи, исхрана, пазиме затоа што еве за гледачите да знаат, под АММФ кога се бориме, секој ден сабајле од честипол да се добил да има мерење. Така. Се мериш, ако случајно ја поминеш вагата, 50 грам, паѓаш. Толку. Може да тепаш 4 борби, да дојде финалната борба, да се измериш. Си чрка од дента нешто си правилно како глупо, сабајле се поише готово. Значи многу се строги тука. Значи иако е јуниорско првенство, тука има, ние пред да отидеме таму, значи проверка хепатитит А, хепатит Б, С, сида, тест таму за трудно, не знам, значи многу работи. Она само што ја заврши на пример финалната борба, дојдоа од светскава допинг организација. Дојде вамо. Така. Извинуваме ние 2 сати даваме што треба таму за да направат, значи е профи. Да не зела нешто. Да не зела. Па и тука има многу работи што ако си неук, например, може да се сопнеш без да знаеш, а? Ти фервекс да пиеш дента утре да се бориш, ќе покаже, таму ќе паднеш и те зему титулата.